Мицкоски, што разговараа лидерите на тајната средба? Дали ВМРО ДПМН ќе се откаже од својот почесен председател? Ова и уште многу други прашања и одговори ќе слушнете вечерва. Во 21 часот ТВ интервју со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Се враќаме назад во студиото и секако Студио 1 не би било Студио 1 доколку не прошараме низ неколку теми во текот на денот. Па така во Македонија има еден глобален лидерски самит, а за нашиот гостин Анета? Така е. Настан кој што утре се случува во нашиот град, конкретно во Македонската филхармонија, главниот протагонист на истиот и организатор Никола Галевски, инаку доаѓа од Центарот за поттик на креативни потфати, ЦПКП. Добар ден, Никола, и добре дојде. Добар ден и ви благодарам на поканата. Така. Ние не можевме да одолееме на тоа што е програма, идеја, цел на еден ваков самит, иако не е прв, не е ниту последен. Го организирате по 6-ти пат, но она што е интересно е дека според и интересот за кој што кажуваш дека го има, самитот и тоа како Скопје заслужува да го има. Да. Што зборуваме на самитот? Станува збор за глобален лидерски самит, самит кој што се одржува во над 130 земји на многу јазици и ние пред отприлика 6-7 години одлучивме дека оваа платформа за развој на водство во секој сегмент и како треба да биде присутна овде во Скопје и во Македонија и да даде свој придонес во оно што значи благосостојба на оваа наша земја. Заради тоа што говорниците кои што ни се достапни во видеокаст варијанта и во живо се исклучителни, се навистина светски, во лидери, експерти во оно што значи нивно поле на делување и заради тоа сакавме нив да ги донесеме на овој начин и да поттикнеме подобро водство. Се вели дека целта на самитот е да инспирира и мотивира. На каков начин? Дали тоа да се поттикнувате да се размислува на бизнис начин, на како до стварање на свој бренд, кон кој наменете таа мотивација? Така, овој самит за разлика од самити кои што би рекол се слични, не опаќа само еден сегмент на општеството, туку навистина, како што и мотото вели, ги поттикнува луѓето да водат таму каде што се. И затоа на самитот имаме студенти, имаме постдипломци, имаме професори, имаме значителен дел од самитот се луѓето од бизнис сферата, од уметностите, значи говорниците во тој смисол сакаат да инспирираат и да пренесат тоа што е нивно искуство и нивна пракса, јас би рекол надвор од нивните книги, учебници или што и да тие видеа кои што се веќе достапни. Зборуваме за глобално познати личности или пак луѓе кои што доаѓаат од глобално познати компании? Така е. Да. За отворен ли е самитот? За кој се може да дојде да се инспирира и да се мотивира? Како што кажав, широк спектар на сегменти од општеството, значи буквално секој еден кој што сака да вложи во своето водство и кој што сака да се изложи на најновото и најдоброто од водството во повеќе сектори. Значи тоа е таа клучна идеја која што всушност самитот ја носи и во тој смисол самитот има барем за мене една важна функција, а тоа е демистификација на водството. Сметам дека не само кај нас, туку и широм светот постои еден процес на мистифицирање на процесите, на одлуките, на вредностите, кои што довеле до одредени резултати. Со тоа што ние имаме директна комуникација или слушаме директно од овие светски водачи, ние имаме прилика да дзирнеме позади завесата, да ги видиме принципите, вредностите, светогледот кој што овие водачи ги довел до таму до каде што се и да си го поставиме прашањето како тоа ние, како тоа јас во овој случај, би можел да го применам во овие наши македонски услови. Оние почетоци, не она што крајната слика дека сите гледаат човек во костим кој што е успешен, него како стигнал до тој и тие се во тој смисол брутално искрени за себе. Дури можеби повеќе зборуваат за своите падови и погрешни проценки и ситуации кога биле на раскрсница во својот живот.
и од таму всушност зборуваат за тоа како стигнале до одреден успех или до како да кажам, до реализација на нивните соништа. Добре, поентата кога велиме дека една од целите ви е демистификација на тоа што е водство, во тој контекст, оглед на тоа дека имаме говорници кои што и во моментот се на високи позиции, и не само луѓе кои што се водачи, туку се овде според тоа што го имате на располагање, луѓе кои што се и говорници, потоа писатели, така натаму. Значи, повторно ќе кажам, не се луѓе кои што водат, туку можат да зборуваат за тоа кои се новите трендови. Па токму во тој контекст, ако направите некое НЗС на сите овие луѓе, кои се новите трендови во водството? Како да успешно водство? Така, новите трендови во водството се всушност секој започнува со реална анализа на тоа каде се наоѓа глобалната култура и во една втора фаза каде се наоѓа една дадена земја со културата која што таа има произведено. И она што сите тие инсистираат, и затоа можеби го спомнав тој збор демистификација, инсистирањето е на тоа дека човек мора да биде реален и мора да се соочи со реалноста таму каде што живее, со вистинските вредности и светоглед, и од таму да се започне со анализа и проекција понатаму на било која желба, сон или визија која што еден човек има. Така да, ако можеби пред 20-30 години водството беше многу повеќе вертикално и беше обвиено со некои мистични облаци околу него, денес се повеќе се инсистира на хоризонтално водство, на инпут од повеќе сегменти, на еден плурализам кој што на една маса ќе донесе луѓе од повеќе сфери и во еден заеднички разговор тие ќе бидат, како да кажам, и визионери и искрени во однос на проекциите кои што треба да придонесат во градење на благосостојба на едно општество. Тоа е тој момент кој што искрено и за мене беше изненадување. Особено заради тоа што, пак ќе кажам, се уште во овој дел на светот имаме подвоеност помеѓу водачите, оние кои што знаат, тие кои што ги имаат информациите, тие кои што действуваат и можеби една поголема група на луѓе кои што се тука само да следат. Затоа да слушаат. Да слушаат. Инсистирањето на овој самит е дека секој човек има водствен потенцијал во него и дека таквиот водствен потенцијал треба да се развива, да се култивира за доброто, не само, и тоа е многу важен момент што го слушаме на самитот последните години, не само тесно за мене или за моето семејство или за мојата мрежа на пријатели, туку размислување за благосостојба во контекст на еден град или во контекст на една држава. Што јас можам да направам надвор во смисол на резултати кои што би биле надвор од оној непосреден мој контекст на делување и врски. Галевски, несомнено дека секаде во светот се организираат вакви конференции. Има секогаш гледаме дека има луѓе од најразлични држави. На секоја конференција различна е целта. Во Македонија, чисто ова да не биде една конференција која што се организирала, дошле луѓе кои што ја проследиле програмата и заминале дома. Може ли да зборуваме во Македонија за едни успешни приказни од ваквиот глобален самит? Луѓе кои што го посетувале и потоа направиле нешто дали од себе, дали од брендот кој што можеби го имале замислено. Така, глобален лидерски самит во тој смисол се изгради врз основа на тој фидбек кој што ние го добивавме од луѓето. Да, веројатно правите на крај проценка. Правиме проценка, ќе кажам дека ние започнавме пред 6 години. Тоа беше еден мал собир на луѓе, од отприлика можеби 60 на луѓе бевме и така започнавме. Оние кои што беа на тој самит беа воодушевени од тоа што таму се случува и нивниот фидбек нас ни даде крилја реално да продолжиме. Да денеска стигнеме до каде што сме, не само во смисол на бројки, тоа не е главната цел, туку на луѓе кои што добиле поинаква визија, поинаква инспирација и кои што истата ја ставаат во пракса. Тоа што самитот нема за цел така да дава некои големи теории, грандиозни увиди во не знам некаква глобална реалност, туку има за цел она што е искуството на овие водачи кои што ќе зборуваат да биде применливо и во пракса воспоставено дури и на самиот самит, зашто после секој говорник ние оставаме време за процесирање во кое што тимовите кои што доаѓаат или дури оние кои што сами доаѓаат со личностите до нив имаат прилика веднаш на лице место да ги споделат своите согледувања и чекори како тие би действувале во однос на тоа што е таму споделено. Оваа година со кои имиња можете да се пофалите, бидејќи сметам дека тоа е една од меѓу другото клучните работи за некој да дојде
во Македонската филхармонија на овој настан. Со кого денес? Утре, практично, ќе имаат прилика оние кои што сакаат да дојдат да слушнат или евентуално да поразговараат со. Така. Значи, во видеокаст форма ние ќе ги имаме Анджела Арнц, која што е всушност главна за Apple продавниците ширум светот, значи тој е вториот човек во Apple денес. Го имаме Сајмон Синек, кој што е познат во повеќе варијанти, автор на повеќе книги, TED Talks и други нешта. Имаме легендата на водството, Џон Максвел. Ако некој придонесе во таа сфера на водство, ако некој напише, анализираше и поттикна всушност еден поинаков пристап кон оваа тематика, тоа беше Џон Максвел. Го имаме него, Расмус Анкерсен, скандинавски експерт за организацијско работење, и Крег Грошел, кој што е всушност пастор на проповедник американски и автор на бестселери, социјално вклучен во Америка, и сите овие ќе бидат во видеокаст форма. Тоа што ми е особено драго е што оваа година го имаме Марко Грозданов, основачот и собственик на e-бутик овде во Македонија, и Wade Channel, кој што е senior researcher на USAID во Вашингтон DC. Неговата експертиза е и како значена за нас како самит, а тоа е всушност економско оснажување на жените. Значи работи на оние теми како што се gender equality и вклученост на жените во овие сегменти, нешто што морам да кажам била од секогаш карактеристика на самиот самит, да поттикне водство и кај жените. Штом го потенцирате, не им се допаѓа. Не се. Бидејќи зборуваме за поттик, во тие видео обраќања го имаме и Боно од YouTube, читам Мелинда Гейтс од Microsoft, Кондолиза Рајс од State Department. Има ли луѓе кои што на овој глобален лидерски самит во Македонија присуствувале како едни звучни имиња, иако и самото тоа што се јавуваат на видеоконференција значи многу. Еве, например, да слушнете како Боно стана глобална икона. Од своите почетоци до сега. Или пак Мелинда Гейтс, се едно. Еве Мелинда Гейтс или Шерил Сендберг од Facebook, и да се надоврзам многу, што го потенцирате, не ми се допаѓа. Не треба да ни се допаѓа. Кога Шерил Сендберг пред 2 години на глобален лидерски самит ќе каже дека во листата на Fortune 500 имаме отприлика 5 до 10% жени. Тоа се тие податоци кои што се реални, и тоа се тие таа фактографија која што во оваа форма ние сакаме да адресираме. И знам дека не е добро звучи, не звучи добро, и ќе кажам од сентиментални причини. Јас како татко на ќерка, јас сакам еден ден да оставам свет во кој што таа ќе има подеднакво право на избор на кариера и на што и да е друго, и дека нема да биде спречена во тоа. Во овие организацијски води малку да ве ставиме колку е тешко да се добијат овие имиња. Имате ли помош од слични организации или настани кои што се надвор од овде, кои што ве линкуваат побрзо, даваат препорака и така натаму за вас? Процесот е релативно комплициран, ако можам така да кажам, и никогаш тоа, како што ме најавите организатор на настанот, тоа се тимови на луѓе и тоа се мрежи на луѓе кои што реално работат за ние да можеме да имаме ваков еден настан кој што ќе биде по сите параметри светски, а во исто време се надеваме во однос на цената на билет да биде пристапен за граѓанинот во Македонија. Колку чини да ја донесете, еве да речеме Ангела, првиот човек на малопродажба на Apple во Скопје, да ја видат луѓето во живо? Па вака, јас за Анджела не знам да кажам конкретно, ама ќе кажам зошто е Џон Максвел на видеокаст, а не е во живо. Заради тоа што во преговори сме со Џон Максвел, хонорарот на Џон Максвел е од 150 до 200.000 долари за 2 дена настап во било која држава и контекст. И не само тоа, туку неговиот тим секако инсистира на тоа на повеќе параметри кои што мора да се исполнат за воопшто разговорот да почне да тече во за воопшто да разговарат. Да. Значи тоа се тие райдер листи, тоа се сместување, тоа се повеќе параметри, и од таа причина ако ние го донесеме Џон Максвел тука, тоа би бил нешто што јас не би сакал да го организирам во таков смисол, елитистички самит би бил. Значи тоа би бил тој, и веројатно
извршни директори и собственици на големи компании. Ама не сакам искрено да ги забораваме студентите, не сакам да ги забораваме оние кои што не можат да си го приуштат. Тие што се во тие кругови верувам дека имаат веќе импут од повеќе страни, ама потребна е според мене ваква платформа и според нас како тим, каде што сите ќе може да разговараат, каде што еден бизнисмен кој што е долгогодишен, да кажеме, и успешен во македонски услови, ќе поразговара со студентот кој што седи до него. Од таа причина на нашиот самит нема нумерирани седишта. Нема некој да се издвои, нема можност да сакаме да оставиме можност секој да научи од секого, секој да има прилика да се разговара. запознае со другиот, така. И да разменат можеби идеи. Да. При крај на разговорот, еве за сите оние што не гледаат, им фали можеби малку самодоверба за да почнат да го остваруваат својот сон, својата визија, како човек кој што е имал прилика да разговара со вака водечки луѓе кои што успеале во своите бизниси или пак успеале на општествено ниво. Зошто е важно обичниот граѓанин кој во моментов не слуша да дојде на овој глобален самит? Важно е да дојде на овој самит заради тоа што самитот ќе биде една контракултурна алатка која што ќе го поттикне реално, ќе го охрабри да чекори напред и да ги живее своите соништа. Сметам дека културата која што ние сме изградили овде во Македонија не е најохрабрувачка кога станува збор за предприемаштво, кога станува збор за жени во водство, кога станува збор за дури било каква идеја која што некој има. Мој искуство и наше искуство претпоставаме дека дури споделување на идеја може да биде проблематично. Веднаш се наоѓаат луѓе кои што нас ќе ни кажат дека тоа не треба да се направи, зошто не треба да се направи. Самитот ќе ги инспирира и ќе им укаже на почетоците на овие големи водачи и ќе им укаже на тоа дека и тие не се различни од било кој од нас. Дека секој ја заслужува шансата и дека секој има право да сонува и треба да осмисли на кој начин ќе дојде до она што смета дека е негов или незин личен повеќе. Така. И јас исто сметам дека се повеќе има такви кои што слушајќи или одејќи на вакви самити, благодарение на добри мотивациони говорници, почести се примерите кога на луѓето навистина им се менува животот. Да. И токму во тој контекст Скопје повеќе или помалку навистина станува место во кое што се почесто се случуваат вакви настани. И добро е да е така. Да, но чинам дека од тоа кој ќе биде посетен, да, доаѓаат и сериозни имиња да ги видиме во живо, супер еве што има и видеокаст, но изборот веројатно се сведува и на тоа колку длабок джеб има, па бидејќи сите овие настани се со котизација, нели, не може секој да дојде, треба да купи билет за да може да ужива во тој 1-2 дена, зависи колку трае. И во меѓувреме кој нема средства ќе се гледаат TEDx говорници на YouTube, кај ќе ги најде и ќе се мотивира по дома. Како што кажав на почетокот, вие засега на ден пред настанот рековте имате одличен интерес. Дека салата е речиси полна, не го знаете профилот на сите што купиле карти, предпоставувам, бидејќи тоа не ве не интересира, кој сака нека повели, има уште малку влезници и овие имиња што ги споменавме веќе можат да ги дружат во текот на утрешниот ден. Настанот почнува Настанот почнува со регистрација во 9 часот и веќе во 9:45 започнува програмата на настанот. Така и траете до 4 часот. До 16. До 16 часот. Добро. Овие кои што ќе бидат во живо тука, претпоставувам публиката ќе може да ги сретне одблиску. Така. И во меѓувреме, нели, како публика да се дружат меѓу себе. Никола, од мене толку, Владко? Од мене исто, Никола, толку. Од мене уште еднаш благодарност за оваа покана, ми беше драго што можевме да позборуваме. Така е, Никола, секогаш сме тука, кога има вака убави настани, сега се познаваме и лично, повелете, комуницирајте не, тука сме за поддршка на добри идеи. Благодарам од напред. Владко, одиме понатаму? Да, одиме со една кратка пауза и се враќаме назад во студиото со, како што реков и на почетокот, со уште една тема, затоа што ова отворено студио 1 е и шарено. Така е.
Изненадување и подароци за фановите на Сергеј Варошлија. Овој викенд посетете го штандот на 1ТВ во Скопје Сити Мол. 4 од вас ќе добијат комплетен аутфит, одбрани парчиња лично од Сергеј Варошлија. И не заборавајте дека викендов маиците со вашите омилени хаштази ќе можете да ги набавите по Black Friday цени. Денеска во ексклузив ви го откриваме љубовното гнездо на Пеце Наумовски и Маријана Станојковска. Што сака, а што не. Дознајте 20 работи за легендарниот чом. Ке ве боли стомак од смеење. Ова се најдобрите твитови за Дунавка Трифуновска. Гледајте ексклузив вечерва 18:30 на 1ТВ. Од понеделник до петок, 17 часот и 45 минути. Гледајте го забавното шоу Возење со Вучиќ. Репризно издание наредниот ден во 11 часот. Не пропуштајте Возење со Вучиќ. Дали Мицкоски знаеше за бегството на Груевски? Што разговараа лидерите на тајната средба? Дали ВМРО ДПМН ќе се откаже од својот почесен председател? Ова и уште многу други прашања и одговори ќе слушнете вечерва. Во 21 часот ТВ интервју со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Во новата сезона на 1ТВ ќе гледате Вашите мислења и ставови на актуелни теми само во вашата 1 минута на 1ТВ. Со мене, Јана Јосифовска, секој работен ден. Бидете со нас. Преку промена на идентитетот, група мокиници непречено поминува граници. Создаваат успешни бизниси во Македонија преку земјите кои важат за даночни раеви. И бизнисот има име и презиме. Ги откриваме луѓето кои стојат зад криминалот и корупцијата. Македонски инсайдер. Наскоро на 1ТВ. Изненадување и подароци за фановите на Сергеј Варошлија. Овој викенд посетете го штандот на 1ТВ во Скопје Сити Мол. 4 од вас ќе добијат комплетен аутфит, одбрани парчиња лично од Сергеј Варошлија. И не заборавајте дека викендов маиците со вашите омилени хаштази ќе можете да ги набавите по Black Friday цени. Денеска во ексклузив ви го откриваме љубовното гнездо на Пеце Наумовски и Маријана Станојковска. Што сака, а што не. Дознајте 20 работи за легендарниот чом. Ке ве боли стомак од смеење. Ова се најдобрите твитови за Дунавка Трифуновска. Гледајте ексклузив вечерва 18:30 на 1ТВ. Се враќаме повторно назад во студиото и како што најавивме се работи за студио 1 во кое што дефилираат најразлични теми. Една од тие теми е една убава приказна за зоонегователот кој што секојдневно се бави во зоолошката градина со своите две пријателчиња. Да, најголемата грижа негова. Деновиве беше забележана
со фотоапарат и фотографии кои навистина и го биколија, би рекли, и светот, но тоа што предизвика најголема реакција, би рекле, толку таа љубов која што се гледа на фотографиите. Јас не знам колку често има прилика да оди во нашата зоолошка градина. Владко, еве, не знам ти кога последен пат си ја посетил? Октомври 2013. Не. Се шегувам. Овој октомври. Октомври, некаде пат. при крајот на месец. Значи си имал прилика да видиш кои се условите и да видиш дека меѓу другото Скопската зоолошка има две жирафи, од кои едната се вика Флопи, другата е Каспер, а негователот за кој што зборуваше е Ристе Трајковски. А знаеш дека јас кога бев во зоолошка градина, всушност бев да ги видам слониците. А тогаш дојдоа ги видов. слониците. Епа да, од многу слонови жирафите не се Не ги гледаат. видов бидејќи беа во карантин. Така, да, беа затворени затоа што сите беа тогаш заинтересирани да ги видат, но жирафите се одамна тука со нас, а Ристе и приказната на Ристе овој пат можеш словно да кажеш кој не ја принесува. Нашиот Така. главен известувач од Скопската зоолошка градина или нашиот Зоки? Зоки Фаци, Зоран Василевски. Ексклузив се наоѓа во Скопска зоолошка градина. Овде поземени имаме две жирафи и Ристе, кои во моментот се главни светски звезди. Ристе, дали си свесен дека си популарен во светот? Па не. Зашто? Па не очекував дека до волку ќе дојде оваа ситуација. Да, твоите фотографии со двете прекрасни жирафи веќе го обиколија светот. Колку време ги чуваш? Па откако што се стигнати тука негде 7 години. Од самиот истовар на жирафите у Скопската зоолошка градина, јас се грижам за нив. Како се викаат? Се викаат Каспер, Тебого и Флопи. Кога свати дека те засака? Па од почетокот малце беа одбивни спрема нас, додека да ме свикнат на карактер, на ова, на она, и после више кога сватија дека ние се грижиме за нив, дека ги храниме, дека ги чуваме и почна да Дека се добронамерни? Добро, а што ти пишуваат во инбокс во моментот? Затоа што твоите фотографии пишуваат и од други држави, пишуваат дека фотографиите се прекрасни. Кој ти ги направи? Па Горан, Анастасовски. Горан ги направи он фотографиите и мислам дека искочи прекрасно, све си беше и така и добиваме сега пораки од другите држави, од Америка, од Германија, од вако дека се врти по многу сајтови, дека ги има сликите, дека... И фала Богу, прв пат во живот Скопска зоолошка да биде објавувана по позитивни работи. Така, да. Дали се согласуваш? Да, супер. Ако на времето бевме Zoo of Hell, сега имаме зоолошка со љубов. Така, да. И ќе биде, и понатака ќе биде така, и со другите зоонегователи, и со други животни, мислам дека... Тешко ли е да ги чуваш жирафите? Па Што не. сакаат, што јадат, што не јадат? Па... Јаде јаболка јадат, јаде морков, јаде лепче, јаде прас, јаде кромит, јаде палентирана храна, јаде овес, јаде пченка, зрнеста, јаде овес, овакво јачмен, јаде по 3 бали сено, јадат сите 3 им ставаме дневно, значи 20 килограми негде треба една да изеде сено денеска, значи околу 60 килограми, па 120 килограми негде, по 40 килограми дробена храна, мислам дека една жирафа денеска. Супер. Ристо, јас сум ти многу љубоморен, ја би сакал малку да се смениме со местата, ке може? Само да земам ја јаболка, ти држи тука.
Ете, навистина емотивна приказна на Ристе и неговите две пријателки. Тоа што мене особено ме воодушеви во приказната за Ристе е дека тој е веќе второ колено негуватели во зоолошката. Тоа бил и неговиот татко, тоа е сега самиот Ристе, а истото го работи и неговата сестра. Така, приказна која што го обиколи буквално можам да кажам светот, бидејќи беше пренесена во некој од најреномираните светски фотографии кои навистина беа воодушевувачки. Како што најавивме на самиот почеток, рековме дека денеска малце повеќе ќе шетаме низ Скопје, така, но од воздух, така е. Значи, со слика од дрон, малку повеќе од овој термин, па се до 17 часот и некоја минута, ќе следиме што се случува по скопските улици, поточно ќе го коментираме малку од студиото, малку би рекле и со музика, тоа што скопјани го доживуваат во терминот кога би рекле сите се враќаат некако од своите работни места. Владко, повели каде сме сега? Поттик за овие снимки се токму реакциите на граѓаните кои што велат дека во градот има преголем метеж и не само тоа што тие велат, него секој кој што се движи низ улиците на градот Скопје, можам да кажам дека и напнато се враќа од своето работно место. Ова е гужвата околу Трговскиот центар Амстор. Трговскиот центар Амстор, да. За овова можеби и не е започната доволно. Како што знае да биде. Да, убаво да им најавиме на сите кои што тргнале натаму дека ова е почеток, бидејќи нешто пред 16 часот се знае дека поголемата гужва се случува нешто по 16:20. Ова е една од улиците кои што се најмногу блокирани, доколку во текот на наредните неколку минути повторно се блокира улицата пред Собранието на Република Македонија, каде што протестираат, знаеме веќе неколку недели наназад, неколкумина со граѓани кои што се против уставните промени, промена на името и така натаму, и решаваат својот револт да го изразат токму преку протест на улиците. Оваа улица е најчесто една од пооптеретените заради затворената пред собрание. Нашиот колега Дарко, со оглед на тоа дека денеска ја има задачата малку повеќе да не вози, би рекле, низ градот од воздух, ќе ве оставиме со слика и малку музика во наредните неколку минути, па се враќаме назад во студиово.
star. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, 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 yeah. 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 Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something. Ми се чини дека во буквално 5 минути сликата се смени. На вистина се создадоа повеќе автомобили, но вакви снимки ќе видиме уште 2 пати до крајот на ова издание на Студио 1, каде што ќе ги мониторираме скопските улици и метежот на истите. Владко, повели? И ќе стане практика за граѓаните да можат да го видат целиот овој метеж, околу кој што сите бараат да се преземе барем некакви мерки, но го имаме и нашиот колега Александар Петрески, кој што следува со информативното издание. Александар, добар ден и за тебе. Да ги проследиме најновите информации од земјата и светот. Информација која што туку пристигна е дека покренати се 2 нови обвиненија во предметот Талир. Едното се однесува на незаконско финансирање на ВМРО ДПМН, а другото се однесува за незаконската изградба на партиското седиште, односно Белата палата. Пред да почнеме со најновите информации, да ја погледнеме најавната шпица.